Во тема на денот, како што најавив, разговарам со министерката за енергетика Сања Божиновска. Добро вечер и ви благодарам што сте дел од дневникот на Сител. Добро вечер и благодарам за поканата. Поводот е меѓународниот форум, чии домаќини сме како држава и вие како дел од организацијата, но ќе почнам според актуелноста на темите. Изјавивте дека граѓаните и компаниите не треба да бидат загрижени за снабдувањето со газ и дека Македонија има долгорочен договор кој ќе превенира Македонија да остане без газ поради забраната на Европската Унија за увоз. Што конкретно значи тоа? Можеме ли да бидеме целосно сигурни дека од 1 јануари 2026 нема да бидеме загрозени? Вака, најпрво ние донесовме нов закон за енергетика. Таму се целосно транспонирани ЕУ легислативата е целосно транспонирана и тоа значи дека ние моментално работиме со Европската комисија на оценка на ризик во снабдување со газ. И веќе имавме неколку состаноци во Холандија, исто така и во Австрија, и тука се работи на 10 сценарија кои се критични. Едно меѓу сценаријата е Русија, тоа значи дека што би се случило кога би престанала снабдувањето со газ од Русија, и некаде во ноември Министерството во соработка со Европската комисија треба да изработи оваа студија. Што значи подоцна тоа ќе го донесеме, тоа значи дека Европа се грижи, значи за цела Европа и за Европската унија и за земјите кои сакаат да се членки, да не се доведе ни една држава во таква ситуација. Меѓутоа морам да напоменам дека ние многу малку користиме газ, значи 500.000 метри кубни во однос на сите други држави. Тоа е многу мала количина. Секако знаете дека го започнавме интерконекторот со Грција, што би требало да е во 2027 да почне со работа. Тоа значи дека ќе имаме диверзификација, односно сега се снабдуваме само од Бугарија, понатаму ќе може од Азербејџан да доаѓа газ и од други држави. И следната недела имаме состаноци со представници од Министерството за енергетика на Србија, што значи дека работиме и на тој дел, да се поврземе и Македонија Србија. Тоа значи дека понатаму ќе имаме Грција, Македонија, Србија и ќе имаме излез до Централна Европа, што значи дека не представува никаква опасност, бидејќи се знае дека и во Брисел и во Виена мислат на сите држави. Да, иако количините се мали, сепак ТЕТО работи на тој газ, а тоа е изворот на снабдување со топлинска енергија за целиот главен град, па поради тоа и особено значење има снабдувањето со газ за нас. Велите се подготвуваат сценарија Б и така натаму? Од 1 јануари 2028 е целосната забрана, а секако имаат разбирање дека има еден транзиционен период. Исто така договори кои се случиле до 17 јуни 2025 ќе ги остава до 17 јуни 2026. Тоа значи нови договори ќе нема, меѓутоа тие што се долгорочните се оставени. Значи не е така црно-бело дека доаѓа 1 јануари и се укинуваме, бидејќи другите многу европски држави се уште се снабдуваат и за нив е потребно време да најдат некои други алтернативи. Имаме ли конкретен рок некаков за Александрополос или се уште е тоа неизвестно кога ќе биде? Немаме, ние само ги плаќаме фактурите, меѓутоа не можеме да го користиме бидејќи не сме поврзани со Грција, што значи се уште ги плаќаме тие фактури што ги плаќаме. Да, тоа се прилично големи суми, 250.000 евра да, месечно. договорот е подпишан на 15 години, СМ раководството поднесе кривични пријави за кои што мислам дека се уште нема никаква правна разврзница, се надевам дека ќе постапат. Тоа е моменталната ситуација. Така. Во последниот извештај на Европската комисија во делот на планот за раст за Западен Балкан стои дека од 43 милиони евра за реформи Македонија во оваа транша добива 16. Има неколку забелешки кои што се однесуваат на реформите кои треба да ги спроведе Министерството за енергетика. Ајде најпрво во делот на интеграцијата на нашиот пазар на струја со европскиот, односно воведувањето на Day Ahead Market Coupling, колку што прочитав, зошто доцнима и дали до 2026 можеме да го завршиме овој процес? Значи вака, ние не доцниме со ништо. Ние го донесовме законот за енергетика на време, меѓутоа секој закон има и подзаконски акти. Од Европа имаме рок подзаконските акти да се донесат или во 9 месеци или во 18 месеци. Законот го донесовме 29 мај оваа година, што значи ние сме во сите рокови. А кога зборуваме за интеграција, морам да го пофалам мемо и беше пофален и во Брисел дека работи одлично. Тоа значи маркет капелинг, спојување на пазарите. Ние работиме на спојување на пазарите со Република Грција. Одлично ни оди соработката, со тоа што роковите исто така беа поместени и од Брисел и од Европа. Не е само дека ние не исполнуваме, меѓутоа они сами свесно видоа дека
од кога ќе се донесе законот се потребни технички 18 месеци за да се направи тоа спојување на пазарите. Првото нешто што го направивме после донесувањето на законот, МЕМО беше назначен за национален маркет оператор. Почнавме да издаваме гаранции за потекло, што значи дека се што е произведено од обновливи извори веќе почнавме со тоа и сме на добар пат, така да не е дека ние не ги исполнуваме, меѓутоа тоа се технички параметри што и во Брисел кога бев самите ми потврдија дека се поместува рокот и тоа не е само за нас, тука се во пакет и Црна Гора и останатите држави. Добро, уште едно прашање кое се споминува усогласувањето на цената на струјата со пазарните нивоа и мерките против енергетската сиромаштија. Се правили некаква стратегија во овој дел? Со овој закон за прв пат во државата воведуваме и мерки за енергетска сиромаштија. Значи ние направивме методологија за прв пат и ги детектираме на вистина оние ранливи потрошувачи. За тие ранливи потрошувачи ние имаме мерки, односно имавме две програми оваа година на кои што им помагаме на тие што се на вистина ранливи потрошувачи. Тука исто така соработуваме и со Министерството за социјала, исто така и со ЕВН и со УЈП и ги детектиравме сите оние на кои што на вистина им е потребна помош. И за прв пат, например, во зимскиот период е забрането да се исклучуваат овие потрошувачи, што е многу значајно. Што се однесува за цените, ние како држава најпрво ни е интересот на граѓаните. Тоа значи дека ние свесно преку АД-ЕСМ, која е директно ингеренциите се под влада, не е под министерството, има цена од 62 евра, а пазарните цени се многу повисоки, што значи ние нема да дозволиме ценовни шокови за граѓаните. И тоа го правиме свесно и тука не правиме никакви компромиси што се однесува за цената. Има една забелешка во однос на енергетската ефикасност на јавните објекти, но вие веќе имавте одредена најава дека ќе се пристапи кон обезбедување на енергетска ефикасност. За кои точно јавни објекти станува збор, кои ќе бидат опфатени во првата фаза и со колкав буџет? Значи вака, ние донесовме освен законот за енергетика, го донесовме и законот за енергетска ефикасност. На влада пред 2 недели помина планот. Планот е еден сериозен план кој опфаќа според законот 3% од јавните институции треба да се направи план кој ќе бидат енергетски ефикасни. Тоа значи во овие 3%, значи се работеше со консултанти од Европската комисија, ќе има 102.000 метри квадратни, односно тоа ќе бидат 14 институции, каде што се вработени околу 5.000 луѓе. И со тек на време, значи сите треба да се реновираат, со тоа што ние правиме еден план и сега ќе видиме за финансирање. Значи веќе планот е поминат, сега ќе пристапиме кон детално што, како и колку. Меѓутоа ги исполнивме и тие мерки, значи законот го донесовме, планот го направивме, го усвоивме на влада, сега само да видиме за финансирањето. И знаете точно кои објекти ќе бидат реновирани? Да, има план. Добро. Што ќе биде придобивката од тоа? Ќе добивате помали сметки? Што е? Значи енергетски ефикасно, да. Значи ќе се троши помалку електрична енергија, ќе ви треба помалку, значи електрична енергија да ги изгреете домовите, понатаму исто така ако се стари прозорите, ќе видиме како се греат. Значи тука има една дефиниција на тие што се во навистина лоша состојба. Ги дефиниравме на 3 нивоа. Сега почнуваме со тие што навистина се во лоша состојба, се стари и се во сопственост на државата. Добро. Во рударството воведовте построги контроли во изминатиот период. Колку пари веќе се наплатени од концесионерите и што се менува со овие нови правила кои ги воведовте во овој сектор? Па вака, ние го преземавме секторот за рударство од Министерството за економија, кога се формираше Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини. Можам да констатирам дека до тогаш немало никакви контроли, ни една концесија не била одземена, едноставно не се водело грижа за државните ресурси. Ние оваа година ги зголемивме за 100%, значи дупло ги зголемивме трошоците, односно треба да плаќаат повеќе. Тоа значи, бидејќи тие 100% се поделени 78% одат на општината. Тоа значи сите општини каде што имаат рудници имаат многу повеќе пари да може да вложуваат во општините. Они значи треба да вложат дали во исто така во некое реновирање, во обновливи извори, значи тоа останува на општините како ќе ги распределат тие пари. 22% одат во буџетот. Ние направивме строги контроли, значи државниот инспекторат беше на терен, увидовме низа неправилности, значи сериозно не се водело грижа, никогаш не биле посетувани. До сега имаме 47
одземени концесии, од вкупно 345, што значи дека ние сме навистина ригорозни и сакаме да се почитуваат законот како вика, сакаме да работат сите концесионери по законот. А оваа година за првите 9 месеци беа наплатени 906 милиони денари, а минатата, споредбено, кога имало плюс 47 концесии, има наплатено околу 330 милиони денари. 3 пати значи е зголемен Да, износот. иако се одземени 47 концесии, што значи придонесуваме и за буџетот на општините, и за буџетот и сакаме сериозно концесионерите да плаќаат за тоа што навистина го искористуваат. Една тема која предизвика сериозно внимание е темата за македонскиот рубин. Зошто беше важно токму тоа прашање да го отворите во овој период? Јас кога бидејќи живеев подолг временски период во странство, секогаш кога носев од Македонија, носев филигран со рубин и имам купено навистина многу. И кога дојдов во Министерството, дознав дека никако не е дефиниран рубинот, односно нема никакви правила, се е тоа на црно, односно нема никаква законска легислатива. А добра вест е тоа што само тој рубин, значи оваа розова боја, ја има само во Македонија, во цела Европа. И не е заштитено, што значи дека нема никаков трейдмарк. Седнав да разговарам исто со Геолошкиот завод и со Комората на занетчи и сакаме да го брендираме, да биде наш македонски производ, значи да знаеме и колку има и колку се наплаќа, бидејќи сега тука нема никакви официјални податоци. Веќе има елаборат и работиме убрзано за тоа да стане наш македонски продукт со кој што можеме ние навистина да се гордееме и ќе биде регулирано и ќе биде ставен како едно од нашите национални богатства. Кога очекувате тоа да се заокружи како рамка? Па јас прашав, се надевам дека 3 до 6 месеци би требало да се завршат сите процедури, бидејќи тука треба и елаборати и треба сериозно да се видат и колку има точно резерви, така да се надевам дека ќе биде во скоро. Меѓутоа почнавме со процедурата. Тоа беше најважно интересна да се отпочне со процедурата. Да, донесовте 5 закони во изминатиот период од вашиот ресор. Една тема која што мислам дека побудува вистина интерес е обврската која поведовте за батериски системи кај новите фотоволтаици. Што точно значи тоа? Дали станува збор за задолжителни батерии кај сите нови инвеститори? Точно. Бидејќи во последниот период имаше многу изградени обновливи извори. А нашата мрежа, што е под МЕПСТО, значи не се гради, односно трендот на толку многу фотоволтаици обновливи не може да ја поддржи нашата мрежа ако продолжеше со овакво темпо. За прв пат со новиот закон за енергетика дефинираме складишта за електрична енергија, што значи треба да помогне во балансирање на нашиот систем. Сите знаеме што се случи во Шпанија и во Португалија, не сакаме тоа да се случи. За сите нови објекти, значи сите инвеститори кои ќе сакаат да градат нови објекти, има законска обврска 20% од моќноста да имаат складиште. Што значи не може да изгради само обновлив без да има во состав батерија. Значи минимумот е 20, оставаме на инвеститорите дали сакаат 20, 30, 40%. Колку е моментално долг рокот за приклучок на нови соларни централи и има ли некои тесни грла во целиот тој процес на почнување со една таква инвестиција? Моментално, значи ако ја видиме мапата, во источна Македонија можем да кажеме Штип и Пробиштип, дека веќе имаме скоро 100% искористеност. Затоа правиме во МЕПСО Grid Master студија, да ни каже каде треба да инвестираме и да ја прошириме мрежата. Меѓутоа, ние со новиот закон воведуваме планирање, односно до 1 октомври требаше сите заинтересирани инвеститори да ни ги пратат иницијативите што би сакале и каде да градат следната година. Ние како Министерство детално ќе ги разгледаме сите овие иницијативи и во текот на месецот ќе видиме дали ги дале сите документи и ќе видиме каде сакаат, колку моќност, едноставно да видиме енергетската слика за следната година и да имаме планирање, бидејќи тоа до сега го немаше. Следната недела Скопје ќе биде домакин на меѓународниот форум за енергија за одржлив развој, кој се одржува под покровителство на Обединетите нации.
Колку е важно што земјава го организира овој настан, но и што конкретно очекувате како придобивки? Можна ли са никакви нови договори со оглед на тоа што најавивте учесници од 70 земји, над 700 учесници, значи што може да произлезе конкретно како придобивка за граѓаните во нашата земја од ваков еден настан овде? Минатата година бев на состанок во Обединетите нации во Женева. И на првиот состанок кажа дека досега Македонија не се појавувала на работните групи и бевме доста критикувани. Меѓутоа, после неколку состаноци номиниравме секаде групи и дознав дека еднаш годишно Обединетите нации спонзорираат и прават настан енергетски во светот. Минатата година тоа беше Банкок, Тајланд. После неколку презентации со помош на регионалната канцеларија од Обединети нации, Скопје беше избран и Македонија да го одржи 14-тиот меѓународен форум за енергија за одржлив развој. Тоа е исклучителна чест, бидејќи тоа е настан, светски настан. Значи тоа не е само Балкан, Европа, ќе бидат ко-спонзори и 5 светски региони на Обединетите нации, значи ќе има и од Африка, ќе има од Латинска Америка, од Карибите, од целиот свет. Веќе се пријавија, иначе имавме пријавено над 1000 учесници, меѓутоа не можеме сите да ги примиме. Очекуваме околу 700 дека ќе имаме 150 говорници, значи ќе имаме панелисти 150 и тоа ќе бидат светски експерти. Значи тука ќе имаме и представници на други министерства од светот, ќе имаме од Обединети нации, ќе имаме од енергетска заедница, ќе имаме од Европската комисија и ќе имаме интернационални реномирани фирми, што значи дека ние ќе бидеме центарот на енергетика овие 3 дена од 28 до 30 октомври. Ќе имаме 35 панели, што значи дека сите теми кои се актуелни, ќе имаме и жени во енергетика, ќе имаме праведна транзиција, финансирање на обновливите енергии, значи ќе имаме многу доста интересни теми на кои што имаме над 150 спикери. Очекуваме дека после овие 3 дена сите важни теми кои ќе ги дискутираме, на крај ќе имаме декларација Скопје, што ќе остане, да кажам, на светско ниво, бидејќи се што ќе биде важно, ќе биде во таа Скопје декларација која ќе потпишеме ние како министерство и Обединетите нации. Божиновска, во едно ваше интервју прочитав, велите, вашата визија е Македонија да биде самодоволна и самостојна во енергетскиот сектор, во смисла да нема увоз на струја. Колку сте далеку од таа визија после година и половина министерување со енергетиката? Најпрво секогаш што кажуваме дека енергетиката е нешто што се планира долгорочно. Значи, 2-3 години тоа е многу краток период, бидејќи начекавме многу лоша состојба, неводење грижа за сите енергетски капацитети, потребно е време тоа да се консолидира. Знаеме дека рек Битола е од 80-тите години и дека треба време да се замени и обновливите, на жалост, не се замена за базната енергија, што значи ние треба да изградиме капацитет исто што ќе биде како рек Битола, односно базна енергија. Бидејќи сме земја на сонцето, имаме доста сончеви денови, се надевам дека во следните, 3 до 5 години, секако дека увозот ќе биде на нула, а понатаму, кога ќе ги изградиме сите овие планови што ги има и АДСМ, може да станеме и извозник, бидејќи еве сега ќе се поврземе и со Албанија, значи ќе имаме интерконекција, березата ни функционира ликвидна и солидно работи, има интереси од многострански компании, така да јас мислам дека за некој краткорочен период може да го смалиме увозот од електрична енергија. Оптимистички најави. Сања Божиновска, во тема на денот ви благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас.